Миловска, вие на почетокот кажавте дека успари зборувавте за економските мерки, кои што јас тврдам дека воопшто не се во приоритет на оваа влада, особено земјоделците, затоа што непосредно пред да излезем на говорница сега имав телефонски разговор со македонски земјоделци кои што се запрепастени од случувањата во земјоделството и од несериозниот однос на институциите, особено од владата, кон проблемите со кои што тие се соочуваат. И сега, нелегитимноста на мнозинството создава и несигурност. Оттаму и овакви реакции, а јас во една од претходните реплики ги наведов во образложението сите елементи кои што се доставени од страна на владата и кои што се воопшто неиздржани. И околу тоа не би требало воопшто да има дискусии да се убедуваме дали е во согласно со некои политики. Не е, нити со една, нити има потреба од било какво европско знаменце, особено не за овој закон и особено не да се разгледува на Комисијата за европски прашања, без оглед што има европско знаменце. Затоа и упорно се бега од таа јавна расправа, но еве очигледно е дека се бега и од дебат. Нервозата создава, како што кажав, и несигурност и оттаму би требало да очекуваме и некој си сценарио, може би вечерва не, али во следните денови сигурно. Но ние цело време бараме да се повлече овој закон. Цело време, постојано во салата е присутен представник на влада, вечерва со нас е министрот Целии, кого особено го почитувам и со кого што сум имал навистина плодна соработка. Меѓутоа, јас замолувам да ги пренесе ставовите на пратениците од малцинството, дека ние бараме да се повлече овој закон и воедно бараме да се отвори јавна расправа за понуденото законско решение. Ние сега се наоѓаме во безизлез. Овој закон може да се изгласа. Не е спорно. Со оглед на составот на силите, односно бројот на пратеничките мандати во собранието, но дали е тоа во интерес на државата, дали е тоа во интерес на соживотот, односно градењето на општеството, дали е во интерес на демократијата. Сега беше напоменато дека во 17 градови низ Македонија е забрането да се одржи референдум за која демократија. Станува збор кога, меѓу другото и од Швајцарија ни беше порачано од Зоран Заев дека највисокото ниво на демократско изразување на секој граѓанин во секоја држава е референдумот. Секаде да, освен во Македонија. Зашто зборуваме ние? Значи, ставовите се овие, барањето да се повлече законот и да се отвори јавна расправа за подготвување на нов текст на закон кој што ќе биде во интерес на македонската држава и на сите македонски граѓани подеднакво. Благодарам.